Денис, добро е што го отвори локалов. Нема повеќе проблеми каде да се оди навечер кога е досадно. Значи само затоа доаѓаш? Секако, зошто би било? Ако и оние што не излегуваат дома доаѓаат, значи добар е локалов. Безалкохолните коктели ви се готови. Благодариме, Фатош. А и колку е убаво, Фатош, бидејќи ти си тука, ние се чувствуваме како да имаме свој шанк и свој локал. Така се чувствуваме. Јасно е зошто сум јас вечерва дада Фатош. Фатош, оваа ветрушкава има право. Ти ептен се загреа за работава. Отпреќе те гледам смирена си како 100 години да го работиш ова. Ај да, изгледа така излезе назли. Пардон, може да ми го смените ова? Добро, веднаш доаѓам. Јас да видам што се како треба нешто доаѓам. Добро, јагненце, ти гледај си работата. Ајде да одиме. Тарик, ти не доаѓаш ли? Не, добро ми е тука. Можно ли е тоа? Ајде дојди, Аља ќе настапи. Фатош, ќе ми дадеш ли еден сок, мила? Веднаш ти давам. Што е тоа? Млака вода со мед. Ке ти го смири грлото пред да излезеш на сцена. Нас дома секогаш ни прави вакви работи. Знаеш ли, мене долго време вакво внимание никој не ми посветил до сега. Навистина си добра другарка. Не претерувај, ништо не направив, само обична вода со мед. Ништо нема во тоа. Ако така велиш. Фатош, да ти кажам една работа. Од сега па натаму добро избире го човекот во кој што ќе се заљубиш. Како ќе биде тоа? Најди си некој кој што нема да те пушти од раце. Некој кој нема да сака да те остави никогаш. Ама тие работи се судбина, Аља. Види периодов, например, односите ни се никакви, не знам. Ке видиме, здравје Боже. Ај, животот е многу чуден, девојко. Секој трча и постојано се влечка по некого кој што не може да го има и кој не знае да те цени назад. Например, ти и Енгин. Во рете си се допаѓате еден на друг, ама постојано губите време со глупави разговори и глупави изговори. И твоите очи се затворени за други очи кои што тебе те гледаат. Особено Назли. И таа и Ферит не можат да го тргнат погледот еден од друг, ама за жал двајцата се однесуваат како да нема ништо. Тоа е многу глупаво. Аља, ти добра ли си? Добра сум. Малку подесна ќе бидам многу подобра по мојот специјален настап. И ќе зборувам на место на луѓето кои што не можат отворено да зборуваат, така да знаеш, тоа го решив. Многу добро ќе ни дојде. Не разбрав што сакаш да кажеш, Аља, ама од тебе примам чудна вибрација. Нема да направиш нешто лошо. Не зборувај глупости, девојко, зошто нешто лошо да е? Добро ќе видите, велам. Секој секому има нешто да му каже, ама не му кажува. Мислам дека е време да се релаксираат малку сите во околинава. Не грижи се, нема да е лошо. Не грижи се, ништо лошо не правам. Аља, што ти значи тоа, ама? Аља! Здраво, ќе може ли да ме сослушате сите овде? Сега имам да ви кажам многу важни работи. Значи вечерва за вас ќе бидам гласот на оние кои што не можат да зборуваат. За оние кои што сакаат. За саканите. Ќе бидам гласот на оние кои што не се ни свесни дека се сакани. За се ќе зборуваме отворено сега. Нема ништо да остане тајно и скриено.
Драги мои, не се вознемирувајте. Нема ништо за вознемирување. Првото нешто што сакам да го кажам и онака речиси сите веќе го знаат. Денис, јас се уште сум влюбена во тебе. Тоа е вистината ја кажувам. Што да правам? Не можам да го променам тоа. Не можам да си го откорнам срцето и да го фрлам некаде. А сега да поминеме на вистините кои што никој не ги знае. Односно на вистините кои што сите ги знаат, но ги премолчуваат. Број 2. Ке пуштите ли музика? Музика! Аја, ајде ти дојди ваму, ајде да те видам, скокај, ајде, брзо, мрдни. Ај, господе, ја обожувам девојкава на вистина. Нема тактика кај неа, бам-бам, плеснува се. Денис, Остави ме, ќе разговарам, само ќе разговарам. не комплицирај. Немаше лоша намера, го кажа тоа што е во неа. А што ќе биде со тоа што е во мене, а? За ова знаеш колку пати зборував со неа? Не те сакам и реков, готово е, остануваме другари. Јас бев јасен со неа, гледав во очи и признав, бев искрен со неа, види ја неа. Нели во филмовите главниот јунак во последен момент ја пресекува жичката на темпираната бомба. Јас така се чувствувам. Подобро ќе беше да не се замешаше, Фатош. Убаво тргнав да зборувам јас. А и не знам на каде беше тргнала Аја. Не натовари сите во едно возило и ќе не тркалаше низ провалија. А и на вистина ти ги обожувам споредбите. Јас тебе те обожувам, мила моја, ама понекогаш некои твои карактеристики знаат да предизвикаат некоја опасност. Те молам. А јас што да правам? Оваа мистериозност, тајниве, мали љубовни игри тие не се за мене. Јас сум јасна и нека бидат јасни сите пријателки. Добро дошо, ти биди јасна. Може би и ние сме си задоволни од оваа матна ситуација. Ние во врска со ова дури имаме и народна поговорка. Никој не може да се меша во ничи живот. Тоа е слободен избор. Ме разбираш ли ти мене? Слободен избор е тоа. Дали ме разбра? Мислиш ли дека многу ми се налути? Ај, не знам, Аља, ама вети ми, никогаш веќе нема да направиш вакво нешто. Добро? Добро. Ќе одам малку да го измијам лицето, ајде. Оди, освежи се. Леле бе. Денис, ваше ова беше нешто поинакво. Аља е во право што не верува. Дури јас се уште мислам дека ќе се смирите. Бато, немојте бе вие барем. Мислиш дека јас не сум размислувал, дека не сум се обидал, ама готово е, се истроши и остана во минатото и помина тоа време. Сакам веќе пред себе да гледам. Ми се расипа цело расположение. А и не ни сакам да зборувам со неа, пак ќе се изнервирам. Си одам јас. Се гледаме. Се гледаме. Ти што мислиш? Зашто тоа? Во врска со Денис и Аља. Не знам. Живот е ова, не се знае. Може би понатаму пак ќе се обидат. Немој да се тргнала од мене. Добро. Како Лорел и Харди, како Еди и Буду. Ај, Фато, ще молам само ние да не бидеме смешни како нив, да бидеме сериозни. Добро. Добро утро. Добро утро. Денес јас и Фатош дојдовме заедно, бидејќи Фатош ќе ми помага и додека ми помага ќе научи нешто, нели Фатош? Да, Ферит, нели јас сега не можам да си ја работам мојата работа, па сега решив да учам било каква работа, па затоа. Може. Ние денес заедно ќе работиме со Фатош, една до друга, рамо до рамо, како сестри. Добро, имајте убав ден. Излегувам.
Назлима? Ти дали си сигурна дека овој човек постојано се вртка околу тебе, дека те гуши и не те остава на мир? Боже, мене воопшто не ми дојде така. Ама што разбираш па ти? Не му беше ни гајле, само си замино. Замина плаче кај Кјушон. Повелете како можам да помогнам. Што барате вие тука? Си правам Черчил, сакаш и ти? Не сакам, благодарам. Не сте лош во пракса. Едно време работев како шанкер. Шанкер? Кога? Сигурно не би било таа професија. На факултет, во барот на еден другар. Понека за забава, кога бев на мастер во Чикаго. И јас што прашувам? Сигурно додека сте биле на универзитет во Анкара, не сте работеле по шанковите на биртиите и градските кафеани. Што е проблемот Назли? Што магистрирав во Чикаго или тоа што не сум работел по кафанчињава? Нема проблем. Има шега. Булут вечерва ќе дојде кај мене. Ќе остане малку кај мене, малку кај Денис, малку кај баба му. Ќе дојдеш и ти? Енгин, Денис, Тарик, сите ќе дојдат. Не, јас не можам да дојдам. Многу би сакала, ама вечерва сум на курс по јапонски. Му недостасуваш на Булут и сака да те види. И тој ми недостасува. Ама навистина не можам. Убаво да си поминете. Сите нека имаат посебен шкаф да не доаѓа после до мешаници. Како си? Добре дојде. Добро те најдов. Излегов од работа, па реков да наминам. Добро направи. Убаво изненадување. Треба да зборуваме сите. Јас бегам, вие зборувајте си на раат. Раат сме ние? Се гледаме вечерва. Чао, чао. Што треба да зборуваме? За менито. Се е во ред, само имам некои несигурности за изгледот, сакам да се оригинални. Денис, јас имам неколку идеи, ама не ни е приоритет изгледот да биде оригинален, туку да е практично. Ем за којната, ем за гостите. А ево толкава гужва, додека гостинот слуша музика, сигурно нема да ја примети оригиналноста на изгледот. За него е најважно да се најаде и да е вкусно. Не грижи се ти. Имам јас неколку работи во главава. Се е под контрола. Ќе биде добро. Добро е што си овде. Добро е што ми помагаш. И кога ќе порастам, јас се назва ќе се венчаме. Од 7 до 77, љубовта кон Назли ме поинаква. Одам да измијам раце. Употреби го тој на горниот кат. Добро, зарем ние утре вечер нема да гледаме утакмица? Булут? Дојди. А многу ми недостасуваше. А јас тебе? Да. Здраво! Ти мене многу ми недостасуваше. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. најдовме. Здраво. Добре дојде. Добро те најдов. А Фери, ти онака ќе одиш на кај дома, нели? И Назли секој ден доаѓа да прави јадење кај тебе. Го оставам од тебе, нека го земе. Добро, ќе го однесам.
трчај, трчај. Назви, добро што дојде. Јас и ти денес многу ќе се забавуваме. Сигурна сум дека ќе се забавуваме, само за тебе дојдов. Јас да ти кажам, и онака пречувствував дека ќе дојдеш. Види ти, сетилата ни се многу силни. Еден индијанец секогаш пречувствува, така да знаеш. Добро, индијанецу мој. Леле, види не, како на барбекю парти во американските филмови сме. Тарик, Молам? ние сме многу луѓе. Сигурен се дека сам ќе успеш да завршиш толкова работа? Шефице, просете, но ако во еден двор има една скара и ако во истиот двор има маж турчин со мустаци и со шипка во рацете, значи одговорноста е негова. Вие уживајте. Добро, ти си знаеш. Супер си, бато Тарик. Ајде назви, ево ние да одиме. Изгледа ме грабнува еден индијанец. Изгледа Джеронимо сериозно ја граба девојката. Ајде да го видиме ова. Ти благодарам. Колку ти е убав шаторот. Многу ти благодарам, ти си поубава. Добре дојдовте. Здраво, Аља. Булут, знаеш дека ти си првиот синокос индијанец во историјата? Додуше имало и на други места вакви, ама... Да, многу убаво е. Булут, сонце се најаде или сакаш уште малку? Вуче, не Булут. Од сега името ми е Орел што вета висока. Назле ти го даде тоа име? Не, чичко ми е. Ајде ти, Орелу, кој леташ високо, кажи им каде ќе одиме? Да јаваме коњи. О, вие сте направиле план. Се разбира, си реков да продолжам со концептот. Асуман, не јади како да не си видела, како никогаш досега да не си видела месо. Сестра ми со платата што ја заработува, во 30 години може да направи еднаш ваква меса. Си јадам со мерак. Асуман, те слушнав. Тарик, мил, многу е вкусно, да ти се позлатат На раце. здравје. Што велите овие барбекю забави да ги претвориме во традиција? И јас велам секоја недела да правиме, многу ми се допадна. Тогаш може малку музика да слушаме. Што велите? Одлична идеја. Откако дојдов, очите ми се во твојата гитара. Чекав кога ќе ја земеш в раце. Навистина ли? Денес е посебен ден и затоа ќе ви отсвирам посебна песна. Новата песна? Готова ли е? Изненадување. Оваа песна ја посветувам на личноста која ја сакам најмногу на свет. Која најмногу ја ценам и би направил буквално се за неа. За орелот што лета високо, за Булут. Ура, браво! Браво! Супер! Ај, Каде е што топката? зборуваш, Каде е ма? топката? Ајде, вујче, трчај. Трчај, Ајде, трчај. ајде, Биле трчај. добро, Асуман. Не ги станувате ли девојките? Ха? Ај, се извинувам. Малку сум несмасна, ете. Не, во ред, ќе се пресоблечам. Нема проблем. Ако сакаш, веројатно можеш да отидеш до кафе до соба да земеш нешто, да не се шеташ вака. Денис, отвори го плакарот, земи што сакаш. Ајде, те чекам, ајде. Добро, да земам и се враќам. И јас ќе одам да земам едно вино. Види го како го испече месото. Ај, колку сладко се најадов. Приметивме дека сладко јадеше. Ај како и да е, ама на луѓето не им остана место за да јадат сладко. Барем да одам и да му ги одвојам сладките на Булут. Утре ќе ги Аха, јадам. добро. Ама гледај каде шутираш, Булут. Ама ако...
Толку брзо излеговте што таа си ја заборавила марамата. Не можев да ја дадам на Фатош пред да излезе. Сега ја видов. Нека стои овде, јас си ја дадам. Всушност, Фери, ти онака ќе одиш на кај дома, нели? И Назли секој ден доаѓа да прави јадење кај тебе. Го оставам од тебе, нека го земе. Добро, ќе ја однесам. Денис, најде ли мајчка? Зарем ова не е марамата на Назли? Зошто ли не ја дал на девојката? Зошто човек би чувал нешто вакво во спалната? Пак си направил еден куп работи. За булот ги направив. Ама не верувам дека ќе може сега да ги изеде. Затоа да му одвојам сега, па утре нека ги јаде. Се е многу убаво. Како и секогаш. На здравје нека ти е. Јас да одам кај девојките, сами ги оставив. Ајде да одиме, веќе многу е доцна. Ама убаво си седевме. Вујче, земи ја водичката. Тарик, тогаш да ги однесеме дамите. Секако. Јас ќе одам до локалот, имало проблеми со касата, па да се гледаме. Денис, чекај, ние сега ќе одиме, заедно ќе одиме. Не, јас морам веднаш да одам. Орелу, што високо леташ? Се гледаме, чувај се, во ред. Се гледаме, Чичо. Што се случи сега? Гледаш, отиде без да се поздрави. Вујче, мене ми се приспа. Сакаш да те легнам, Вујче? Назви нека ме вегне. Ке ми раскажува приказна. Булот душо, утре станувам рано, многу е доцна, морам да одам дома. Те молам, назви. Ние денес многу се изморивме, сакаме да си одиме дома и да се одмориме, може? Ама те молам, назви. А зарем денес не е мој ден? Ајде вака да направиме. Ние многу изморените ќе си одиме дома. И штом Було толку инсистира Назли дека му раскаже една приказна. Кога ќе заврши таа и таа ќе си дојде дома, нели? Те молам, назви. Не ме одбивај. Добро, тогаш така да направиме. Јас да не ве задржувам. Еве ти ги звездите. Булот, сонце, тебе нели ти се спие? Јас се расонив. Се расони. Колку што имаше приказни книги, сите му ги прочитав, ни да чуе. Дури ни очи не затвори. Може би ако сме се обиделе во дворов под звездите, ќе му се приспиело. Како вистински индијанец. Ајде, Вујче, дојди, да вегнеме врз тревата. Добро, тогаш. Булот дошо, да не го мачиме војкоти. Јас сум до тебе. Ајде, Вујче, те молам. А да си седнеме тука? Не може? Добро, денес е твој ден. Ќе правиме како што сакаш. Ајде да наместиме. Добро. Оп. Дојде, ајде. Опа. Ајде, назви, дојди и ти.
И ти си во право, како и да е ке легнам, нели? И што ќе правиме сега? Ти раскажувај ни приказна, Војче. Да, раскажи приказна. Книгите ти останаа во соба? Немој да се грижиш, ти многу добро измислуваш. Мислам дека можеш уште еднаш да измислиш. Така? Сум му раскажувал порано неколку пати. Ве молам, Тивко. Сега почнуваме. Еднаш, многу одамна си живеела една принцеза. Кога и да излегла на полна месечина, принцезата тајно излегувала од замокот и се качувала на еден врв. Таму до изутрина ја гледала месечината и си фантазирала. Била многу убава принцеза. Имала убава бела кожа, долга смеѓа коса и имала многу големи очи. Се разбира, имало еден принц. Девојките го обожувале. Бидејќи тој принц бил згоден, многу силен, убав, харизматичен, со добро срце, паметен. И многу скромен. Види го ти принцот. Тој принц никому не давал надеж. Тргнал на пат да си ја најде вистинската љубов на своето срце. Со коњот и? Со коњот се разбира, и тоа убав бел коњ. Како и да е, нашиот принц патувал преку 7 планини, 7 мориња и кога еден ден се изморил, седнал да се одмори на некој врв. А, што да види, преубавата принцеза ја гледала месечината. Веднаш се влюбил еден во друг, ама ни двајцата не го признавале тоа. Повторно една ноќ кога имало полна месечина, се сретнале на врвот и тогаш се случило нешто. Додуша принцезата после тоа не се сеќавала многу на тоа. И така, не знам зошто нашава принцеза почнала да бега од принцот. И потоа еден ден, принцот ја фатил принцезата во шаторот и ја прашал: зошто бегаш? Булот заспа, ке настине да го легнеме. Почекав да ви посакам добра ноќ, си одам. Назли, да поседиме малку. Господине Ферит, многу е доцна, добра ноќ. Назли, ќе разговараме, нема каде да бегаш. Епа, јас кажав што имав да кажам. Јас обично не сакам да зборувам молку долго, затоа ќе молчам, ти зборувај. Што сакате да ви кажам? Ако сакаш и ти можеш да го кажеш како приказна. Само така трае малку подолго. Подобро директно да кажеш што имаш да кажеш. Господине Ферит, немам ни најмала идеја за што ми зборувате. Пред некоја вечер кога дојде тука, зборувам за она што се случи меѓу нас. Назли, она ноќ почувствувавме привлечност. Мислам дека многу добро се сеќава што се случи, Назли. Има ли нешто што те плаши? Од што би се плашала? Не знам, од каде да знам? Може би моето минато, она што се кажа на суд, не знам. Си викам, може би мислиш дека имам врски за една ноќ? Ова ли е тоа што те плаши? Не, нема такво нешто. Тогаш нешто друго? Не, само... Само што, Назли? Навистина е доцна, господине Ферит, добра ноќ. Што ме, така ќе се видиме, господице Назмија. Добро, Назли, да работиме, да продолжиме со животот. Денешното мени. Господине Ферит? Добро ви утро и вам. Па да, времето е топло, освежи се.
Зошто не отишол на работа? А човекот се собира во себе. Заради тоа е? Затоа што собира во себе. Здраво. Здраво. Денес времето малку посвежа? Не, надвор е изгор. Што знам, мене некако ми задуваа ладни ветришта. Молам, Джеда, ти се врати од Малдивите? Како ти помина снимањето? Одлично, ме радува. Испрати некоја фотографија, баш ме интересира. И штом се вратиш да се видиме. Пикник? Абе, остави пикник, ќе одиме во италијански ресторан. Добро, нека биде пикник. Ти избери каде ќе одиме, а кошницата за пикник е од мене. Кој е таа Джейда? Што убаво ја имаше буса, добра си беше? Малдиви. Познатите Малдиви, пикник. Оф, ке пукнам, жими Бога. Како излегла питата? Како да недостасува нешто? Ништо не недостасува, господине Ферит, питате како што треба. Па сум јадел и подобри. Ти денес си малку нервозна. Не, добро сум. Туку вие како сте? Како што гледаш, јас сум добро. Мене не ми изгледа така. А ти како сакаш да бидам, Назли? И да не заборавам, наскоро с една пријателка ќе одам на пикник. Ќе ни направиш по некој сендвич? Сигурно. Молам? Полна ми е устава, велам, зошто да не? Да ми се скршат рацеве ќе направам. Ќе бидам во салонот. Јас си одам, рано завршив со работа. Добро. Сега, ќе излегувам. Добро. Добро. Јас одам на кефирмата, ако сакаш ќе те однесам. Не, ви благодарам, сама ќе си одам. Пријатен ден. Довидување. Назли, каде си? Господине Ферит, ке задоцна малку. Никако да стасам, имам многу сообраќај. Така ли? Добро, нема проблем. Не дојде на време, па се загрижив. Како и да е, ќе се видиме после.
Назли? Господине Ферит, Рече ќе задаснеш, нели? вие не излеговте? Излегов, ама заборавив документи во собата, па се вратив по нив. Што криеш таму? Пак ли ми остави порака? Да. Може да видам? Откако ќе ја прочитате пораката, веќе ништо нема да биде како порано. Што значи тоа? Како и да е, ќе ја прочитате. Што се случува? Каде отида Назли? Назли си даде отказ.